Па добро, ние сега на овие избори ќе настапиме со два документа. Еден документ е една книга со отчетот што сме направиле, а другиот документ е програмата што ќе правиме во наредниот мандат. Отчетот што сме направиле ќе биде гаранција за тоа што ќе биде содржано во програмата, односно што ќе правиме во наредните 4 години. Верувате дека во таа книга 85% од она што сме го ветиле за овие 3 години сме го оствариле. Значи ние имавме уште цела година чист мандат за да ги реализираме останатите 15%. Ние во меѓувреме реализиравме некои други проекти кои што ги немавме ветено, а едноставно се наметна можност да бидат реализирани и ние ги реализиравме. Тоа ќе биде доволна гаранција за програмата која што сега се подготвува и скоро ќе излезе, дека истата ќе биде реализирана во наредниот мандат. Значи граѓаните треба да ценат кој е тој што ветеното го остварува, кој е тој што ветеното воопшто не се ни сеќава на тоа што го ветил на изборите. Значи нека се потсетат граѓаните, доволно да се потсетат што има направено Бранко Црвенковски како централна власт, што има Никола Груевски ВМРО ДПМН како централна власт. Од Бранко Црвенковски освен транзиција, отпуштање од работа, конфликти, така натаму, јас ништо не се сеќавам. Ако некој се сеќава, слободно нека излезе и нека ме демантира. За Никола Груевски и за ВМРО ДПМН има проекти кои што се напаѓани, кои што се девалвираат, затоа што ефектите што тие проекти ќе ги дадат по нивното завршување и ги даваат по нивното завршување се реални, се евидентни. И затоа уште во старт се оспоруваат, се напаѓаат со цел да бидат девалвирани уште во самиот нивни зачеток. Јас ви благодарам за оваа можност што токму пред Великден ми овозможивте да поразговараме и јас би сакал на граѓаните на општина Куманово да им го честитам најголемиот христијански празник Великден и да им посекам добро здравје.